Председателе, многу накратко, како еден од предлагачите на законот, заедно со колегите го поднесовме со цел да допрецизираме неколку многу важни работи кои што се утврдија како потреба за измена и дополнување на законот за јавни патишта. Во три сегмента се измените. Во првиот сегмент практично дефинираме точна дефиниција што се подразбира како експресен пат, многу важно по однос на изведбата и динамиката на градба на нови патишта во Македонија. Во вториот сегмент, согласно дефиницијата, се овозможува и поставување на различни алатки, инструменти, согласно законот, кои што може да го забават сообраќајот. Зошто го велиме тоа, бидејќи во Македонија на делниците кај експресните патишта се наоѓаат многу школи, болници, градинки и така натаму, каде што може да донесат до ризика здравието и животот на нашите граѓани. Исто така се земени предвид искуствата од сообраќајните несреќи, така да оваа може да сметаме дека може да потпомогне многу при зголемување на безбедноста на нашите граѓани. Третиот сегмент е една многу практична алатка. Имено знаете дека постојат оние апаратчиња што се велат МТАК за припејд и постпејд плаќање на патарините во Македонија, со тоа што досега, иако има интерес и желба кај граѓаните многу, ради недостапност, односно истите може да се набават и да се обезбедат само во просториите на јавното претпријатие. Со оваа измена се овозможува и можност за избор на еден оператор кој што ќе може да направи мрежа на мала дистрибутивна мрежа, каде што граѓаните оваа услуга и овие можности и апаратчиња би биле подостапни. Во кратки црти тоа е, доколку има потреба ќе се вклучиме со повеќе детали во расправата. Ви благодарам. Ви благодарам, господин Тонијаревски.